Во јуни оваа година вознемирени граѓани во повеќе наврати пријавија за постоење на опасност на мостот надвозник кој што воде кон населбата Визбегово, кој што се наоѓа над магистралниот пат кој води и меѓу другото кон Косово. Од страна на Центарот за управување со кризи е излезено на терен, само ќе те замолам тргни се на страна, биди внимателен, минува автобус. Ќе искористиме оваа прилика, ќе замолам најпрво да снимиме како дејство, снимијате молам оваа шипка која што се тресе од вибрациите, да видат граѓаните какви вибрации, што се случува од вибрациите кога овде минуваат товарни возила. Како што реков, Центарот за управување со кризи излезе на лице место и ја затекна ваквата состојба. Со тоа што за почеток има силни вибрации на овој мост кои што човек не треба да биде градежен инженер, ќе го наведат да се запраша каква е стабилноста на овој мост. Вториот момент се овие бетонски плочи кои што се наоѓаат во арматурата и како што можеме да видиме останати се неколку, верувам тешки по 10, 20 или 50 кила, но може да забележиме дека другите бетонски плочи ги нема, што само по себе значи дека паднале. Се разбира дека паднале долу, додека под овој мост може да забележиме дека има огромна фреквенција на возила, лесни возила, патнички возила, автобуси, камиони и така натаму. Покрај овие плочи може да забележиме и неколку коцки кои што се извадени од патот, како што е конкретно оваа коцка, која што јас сега ќе ја тргнам, бидејќи кога оваа коцка би паднала врз шофер шајбната на некое возило, може да влезе кај возачот или кај совозачот и да убие некого. Оваа коцка директно ги загрозува животите на граѓаните. За жал не е само таа, има повеќе вакви коцки кои што се расфрлани овде. Верувам дека при движење некои од возилата истите ги придвижуваат во насока на мостот над возилата. Веднаш во јуни Центарот за управување со кризи излезе со јавен напис на својата Facebook страница, но воедно стапивме во контакт со институциите кои што евентуално би биле надлежни за надминување на оваа опасност за граѓаните. За жал немаше никаква реакција. Почекавме неколку месеци подоцна, во септември оваа година повторно излеговме со писмено барање до сите потенцијално надлежни институции. Се обративме до Министерството за транспорт и врски, до јавното предпријатие за државни патишта, до јавното предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта, потоа до градот Скопје и до општината Бутел. Одговор добивме единствено од јавното предпријатие за државни патишта, кое што посочи дека не е надлежно и дека надлежноста спаѓа во локалната самоуправа. За жал од останатите институции од кои што побаравме одговор, не добивме. Од септември до денес, ноември, нема никаква реакција, затоа денес повторно сме овде на местото на овој опасен мост. И јавно бараме од надлежните институции итно да преземат мерки. За почеток да ги отстранат овие бетонски плочи кои што можат да убијат некого. Не треба да чекаме некој да настрада, некој да биде убиен за ние да реагираме. Како што во секој наврат кажувам, за нас од ЦУК безбедноста на граѓаните секогаш е на прво место. Safety first, а токму овие бетонски плочи и оние коцки кои што ги покажав пред малку ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. На еден вулгарен начин го загрозуваат нивниот живот, нивното здравје. Понатаму бараме да се испита и стабилноста на овој мост. Ние како Центар за управување со кризи не треба да утврдуваме надлежност. Сметаме дека институциите имаат доволно информации за да знаат кој е надлежен токму за ова место. Затоа во оваа прилика, покрај надлежните институции кои што ги повикуваме на итна реакција, ги повикуваме и медиумите да помогнат со истражувачко новинарство, да испитат од кога мостот се наоѓа во ваква состојба и чија е надлежноста за отстранување на оваа неспорна опасност за граѓаните, бидејќи покрај овие плочи можеме да забележиме и парчиња како што е ова, кое што кога би паднало врз некое возило, може да убие човек. Парче кое што јас сега ќе го тргнам, но моја работа не е да тргам бетонски парчиња од мостот. Тоа е работа на некој друг кој што најверојатно не си ја врши добро својата работа, а со тоа ја загрозува и безбедноста
на граѓаните. Воедно ги повикуваме сите македонски граѓани било кога и било каде, доколку забележат било каква опасност, која што ги загрозува нивните животи, нивното здравје или нивниот имот, да пријават на бројот 112 во Центарот за управување со кризи. Оттаму нашите оперативци ќе ги контактират надлежните институции. Доколку институциите се пасивни, доколку не преземат акција, ние ќе излеземе јавно, на тој начин зголемувајќи свеста и кај граѓаните, и кај надлежните институции, и се разбира кај мидумите, со помош на мидумите за опасноста која што се појавила, и на тој начин верувам дека ќе добиеме побрза и корисна интервенција од страна на надлежните институции. Safety first.